Четворицата битолски актери покрај што гласовно зборуваат говорите на знаковен јазик, што ја прави представата 3, прва професионална театарска представа на знаковен јазик во земјава. Покрај за широката детска публика, истата е наменета и за деца со оштетен слух, објаснува за Гласот на Америка режисерот Јован Ристовски. И со тоа правиме еден импакт, веќе кој се случи на премиерата на 29 октомври на репризите, каде што и децата кои немаат оштетен слух, кои слушаат, ја учеа азбуката на знаковен јазик во интеракција со актерите во сцената. Така да мислам направивме на од хуман аспект, освен уметнички, во хуман аспект направивме многу големо дело, бидејќи самите деца веќе не комуницираат и нивните родители кои не прашуваат за знаковната азбука. За актерите ова бил голем професионален предизвик на совладување на знаковниот јазик, работеле повеќе од 3 недели. Секако дека тој е еден нов свет кој што се отвори пред нас. Првично се запознававме со светот на луѓето кои што имаат проблем со слушниот и говорниот апарат, а потоа заедно со професорката Сузана ги учевме знаците. За моја непроценливо било чувството да се игра пред овие дечиња. Првата представа ја имале пред учениците од Заводот за деца со оштетен слух Кочо Рацин од Битола. Нивното поимање на нештата било некој што слуша, сака да го научи нашиот јазик, за ние да можеме да комуницираме и да гледаме нешто и да ги разбереме и така натаму. Така што мислам дека таа емоција кај сите нас во екипа роди навистина големи чувства. Се надева дека со ова ќе дадат свој придонес за поголема инклузивност во општеството за лицата со попреченост и запознавање со нивните реални потреби. Иницијативата на целата представа е дека со надеж дека Министерството за култура и владата на нашата земја е да прави редовен репертоар на знаковен јазик за деца со оштетен слух во Битола и во Скопје, бидејќи сите глувонеми деца од Македонија учат во Битола, предучилишна и училишна возраст, а средното образование, единственото, исто така се наоѓа во Скопје. Плановите на Ристовски се во блиска иднина да биде реализирана и представа на знаковен јазик за возрастната популација на лицата со оштетен слух. Представата е дел од ДАТО, Центарот за современа уметност и култура од Битола. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.